Почитани љубители на спортот, добро вечер, добредојдовте во уште една емисија Арена. Пред неколку месеци во емисијата ми беше гостин Драголюб Јачимовиќ, велемајстор шаховски. Овој пат повторно ќе и тогаш реков дека шахот не го оставаме на раа, дека ќе го следиме понатаму и дека ќе се обидеме колку што можеме да го следиме и да се обидеме да го развиваме се повеќе и повеќе, бидејќи колку што јас знам и моите сознанија зборуваат, се повеќе и повеќе расте интересот за шахот. И еве и овој пат и оваа вечер имам еден прекрасен гостин од областа на шахот, а и ќе ви кажем и кој беше поводот за неговото повикување овде. Тоа е Орце Данчевски, интернационален мајстор во шах, иначе член и председател на клубот Гамбит Сесеко. Асеко, извинете, Сесеко, нешто ме... Добро вечер, Орче, добредојдовте во емисијата Арена. Добро вечер и на вас, господин Петар. Ќе ми дозволите само уште секунда-две да се обратам до нашите гледачи. Значи, пред 2 недели излезе од печат книгата Ајде да играме шах. Тоа е книга наменета за шаховски почетници, илустрирана. Јас би ја замолил режијата да ја доближи колку што може. Прекрасна книга, илустрирана, значи нешто што ретко се гледа кај нас. И токму наменета за децата од онаа возраст, кога што се и почнува, вака може да погледнете. Прекрасно илустрирана. И секоја слика, секој текст е во врска со одредени шаховски фигури, со потези и така натаму, а сето тоа поврзано со една намера децата да преку игра, преку слики, преку с големен интерес на овој начин да научат како да ја играат оваа древна вештина. За книгата ќе проговориме сега со мојот гостин. Меѓутоа, оно што би сакал да уште кажам е што го проговоривме сме претходен гостин и со многу што разбираат шах и знаат. Се уште не се знае дали шахот е спорт или не е, се уште се водат и се кршат копјата на таа тема. Па ајде пред да почнеме да ја зборуваме за книгата со мојот вечерашен гостин, ќе го прашаме токму тоа. Орце, дали шахот е спорт или не? Прво благодарам за прекрасната најава и ми ја земавте целата работа. Сега нема што да кажам за книгата. Вие кажавте... Можете вие сте некој професор да заборави да кажам? Кажавте се што треба да се каже за книгата. Така. И кажете ми сега. Благодарам за прекрасната најава. Вашето прашање, кога ме прашале што е за мене шахот, јас секогаш го одговорам дека шахот е спој на наука, уметност и спорт. Значи, наука, затоа што шахот го развива научниот начин на размислување, уметност, затоа што шахот е навистина уметност, самата книга го потврдува тоа дека преку шахот се развива и афинитетот према уметноста, а спорт затоа што е организиран како спортски настан. Имаме шаховски олимпијади, шаховски лиги, надпревари, шампионати на Македонија, шампионати на Европа. Самата организација на нашите надпревари се спортски надпревари. Иначе тоа е спој според мене наука, уметност и спорт. Добро, ние ќе се држиме за тоа дека е спорт, бидејќи ова сепак спортска емисија. Така е. Кажете ми кој беше поводот и од каде идејата да издадете? Вака, веќе 10 години, кога престанав да играм активно шах, односно професионално шах на големите шаховски надпревари, почнав да работам како шаховски тренер. Значи, мојата цела енергија ја насочив кон развој на шахот во Македонија, почнувајќи од за деца од најмала возраст. Во тој контекст, пред 10 години се запослив и како наставник по шах во приватното основно училиште Јахја Кемал, каде што на моје големо задоволство најдов од големо разбирање од управата на тоа училиште да го воведат шахот како изборен предмет во самото приватно училиште Јахја Кемал. Што понатаму се случи во самото училиште, верувајте ми, влегува во рубриката верували или не. Веќе 10 години сум наставник во тоа училиште, а за да денеска
како резултат од мојот 10-годишен ангажман во тоа училиште имаме еден интернационален мајстор, имаме еден фиден мајстор, имаме 2 ученика на еден чекордов фиден мајстор и имаме огромен број на деца кои што се активни шахисти и се меѓу водечките шахисти во младинска конкуренција во цела Македонија. Овде би го спомнал Емил Ристевски, најновиот македонски интернационален мајстор, репрезентативец на Македонија, кој што потекнува од самото училиште Јахја Кемал, значи со него работам од неговото второ одделение, трето одделение, кој е на најмала возраст и сега заврши средно образование, стана интернационален мајстор и доби 100% стипендија во Лубок во Тексас, игра за универзитетот во Тексас и си го оформува своето образование во Америка. Тука е Андреј Велјановски, фиден мајстор. Емил Ристевски е стандарден репрезентативец на Македонија во шах, а Андреј Велјановски, фиден мајстор, 2350, заедно со Емил во ист клас, израсна во иста паралелка, во исто средно образование, репрезентативец на Македонија. Тука е Антон Златков, Леонид Петревски, 2200, рейтинг на уште еден чекордов фиден мајстор. Јахја станува расадник на македонските шахисти. Сето тоа заради шахот во Јахја Кемал пред 10 години. Сега, се тоа кај мене вроди една идеја, дека тоа треба да се прави во сите училишта во Република Македонија. Пред 2 години во Шаховската федерација на Македонија, ентузијастите што веќе 40-50 години сме во шахот во Македонија. Ентузијасти, се уште го работиме со голема желба, со голема страст и со голема љубов. Решивме да се обидеме да го внесеме шахот како предмет во училиштата. Предмет од прво до пето одделение како изборен предмет. Тука би го спомнал господинот Зоран Стојчевски, член на управниот одбор и еден од менаџерите во фирмата Секо, кој што е и спонзор на шаховскиот клуб Гамбит Секо, каде по негова иницијатива заедно со Александра Гакидова, секретарот на управниот одбор, тука е Маријан Митков, мојот колега во Гамбит, но и заедно најдобар другар од детските денови. Тука е Агим Шемшиу, подпредседател на федерацијата, каде што решивме да аплицираме во Министерството за образование, во Бирото за развој и ја поднесовме програмата Шах во училиштата. Ни се одобри на големо моје изненадување. Да не поверува човек дека кај нас нешто се добро. Да, ние бевме на некој начин пријатно изненадени од сето тоа и се организиравме за неколку недели. Почна обуката за наставници, сега зборувам тоа за претходната година. Почнавме со обука на наставниците во цела Република Македонија. Носител на сето тоа беше господинот Зоран Стојчевски, кој што успеа на 600 наставници да одржи обуки, каде што дел од тие обуки се водеа кај мене во Јахја Кемал, каде што во самото училиште јас имам специјален кабинет опремено со сите нагледни средства, со смарт табли, со интернет, каде што моето искуство, 10-годишно искуство што го правам во Јахја Кемал, го ставивме во таа програма, заедно се, да не го заборам овде, нашата најголема помош, професорот по математика Борис Лушевски од Охрид, кој што неговото огромно искуство во подготовка на програми, сценарија на час, ни дојде добро дојдено и со негова голема помош влегуваме, значи, како изборен предмет од прво до пето одделение. Сега, првата година имавме не отпор, него малку наставниците беа скептични. Па тоа е нешто страшно, шах, леле, кој ќе учи сега шах, некако не беа подготвени за да влеземе во поголем број на училишта и влеговме само во 10 училишта. Зборуваме за претходната година. Сега, како резултат на тие 10 училишта, каде што тие 10 наставнички во Скопје, Штип и во Куманово, во училишта, резултатот од тие 10 училишта го видовме во месец јуни оваа година, 2023 година, каде 154 деца зедоа учество на турнирите од 8 до 18 години. Од колку училишта се? Тоа се од цела Македонија. Од цела Македонија. Тоа зборуваме од цела Македонија, првенства во младински конкуренции 8, 10, 12, 14, 16. Секој да прашам, остана тие 10 училишта со изборна програма или се зголемува бројот на училишта? Вака, оваа година сега сме уште во 10 плюс.
Сега има малку поголема и јас моја активност, настапувам на поголем број на емисии, се обидувам преку книгата и преку проектот Шах во школите да допреме до што поголем број мои колеги наставнички во одделенска настава од 1 до 5 и на моја големо задоволство се повеќе мои колешки се јавуваат. Јас сакам да почнам, тоа е многу убава работа, тоа е многу корисно за нашите деца. Веќе сме во плюс 10. Еве сега ќе дадам една ексклузивна информација за твојата емисија. Утре во моето училиште во Јахја Кемал ќе го имаме првиот меч на второ одделение од Ѓорѓе Апулевски аеродром со Јахја Кемал училиштето на дечиња од второ одделение, меч на 4 табли. Тоа е резултат од шах во школите што го стартувавме од Шаховска федерација на Македонија. Ајде да кажеме кој се учествуваше во да се држи малку на книгата. На оваа книга, па се уште зборуваме за книгата. Да, не сме дошли до неја, ама сега ќе кажеме, благодарам што ме подсетивте. Ова книга ја подготвувам веќе 2 години. Значи, идејата е моја, значи целата моје искуство што го имам како шаховски тренер и како наставник по шах веќе 10 години е ставено во оваа книга. Заедно со издавачот и коавторот на оваа книга, Наташа Данчевска, за среќа мојата супруга, кој што е и книжевник, кој што е магистар по книжевни науки. Направивме еден интересен концепт, што е, сега би сакал да го објаснам каков е, вие кажавте голема вистина во самата најава, ја откривте вистината, но поентата е во следното. Книгата е направена на следниот начин. Многу е важна илустрацијата. Вие приметивте. Имаме прекрасни илустратори. Овде се професорите Игор и Викторија Егорови, академски сликари и професори на Универзитетот Свети Гоце Делчев од Штип. Тоа се еминентни сликари кои што имаат своја ателија и се доста високо котираат во ликовната уметност. А тука е Симона Ничева, графичкиот дизајнер, кој што заедно со песните кои што Наташа Данчевска ги препеа на детските светски приказни, Грото пајче, Убавицата и ѕверот, се претворени во стихови за да може детето на полесен начин ја разбере асоциацијата помеѓу песничката и према тоа што се случува на шаховска табла. Тоа сега ќе го објаснам. Тоа е оригиналното нешто во оваа книга, тоа се мини игрите. Тоа е после основните правила како се движи секоја фигурче, објаснето на илустративен начин со 3D анимација. Мој мачерот во чизми. Така, мачерот во чизми препеана во стих. Јас не знам која камера може да го види тоа. Да. Тоа е ловец против топ. И сега имаме мини игра. Што е карактеристично? Кога ќе ги научат дечињата основните информации како се движат фигурчињата, седнуваат на шаховска табла и играат еден против друг со топ против ловец. И топот го напаѓа ловецот бега. Топот го напаѓа, ловецот бега. Се додека не успее ловецот да избега, да кажеме 10 потега. И тогаш таа игра е совладена, ако некој успее да земе некоја фигура, тогаш повторно се игра играта. Така. Значи такви имаме 15 мини игри, каде што детето почнува веднаш да игра шах, веднаш кој ќе ги научи да ги мести фигурчињата. Тоа е многу важно и од друг аспект. Важно е од аспект од совладување на психолошката бариера наречена пораз. Најголем проблем ние шахистите, што работиме со млади генерации на деца, е после поразот детето ја губи волјата за игра, нема стегнато навика како тој пораз да го преживее, да го претвори во лекција, него едноставно вика мене ми е доста, не ми се игра шах и голем број дечиња кои напуштаат шахот уште на самиот почеток. Благодарење на мини игрите, кога седнуваме да играме ловец против топ, тоа не е шаховска партија, тоа нема некој големо значење, тоа е како да играме нелито се човече. Да. Пегаме стопот, ми го зема топот и почнуваме. Одново. И на тој начин ги спремаме дечињата кои ќе ја поминат цела оваа книга, кои ќе научат сите карактеристични движења на сите фигурчиња, едноставно и самата игра понатаму ќе ја сватат, самиот шах ќе го сватат како игра. Што е поентата на оваа книга. Потоа имаме што е рокада, што е ампасан, што е напад, одбрана. Јас се обидувам да доловам ово до нашите гледачи, особено оние што се интереси. Може ли да се нарече абецеда на шахот?
Ова е целото мое шаховско искуство како шаховски наставник за почетници. И е многу корисно помошно средство за секој наставник кој што е вклучен во проектот шах во училиштата, доколку како го воведе и овој начин на обука, многу побрзо и поквалитетно ќе направиме деца кои што ќе играат многу добро шах. Така, споменавте на почетокот дека ги имате во Јахја Кемал сите нагледни средства, Така е, комплетна смарт табла и така натаму. Шаховски сетови, интернет. Меѓутоа нема сите. Дали оваа книга може да менува? Токму така. Во тие училишта кај што немаме интернет, кај што немаме смарт табла, кај што немаме прожектори, добар наставник, оваа книга и еден шаховски сет, седнати со две дечиња, завршуваат огромна работа. Добриот наставник кога ќе ја пролиста книгата, како што рековте вие, кога ќе осознае што треба да знаат дечињата ќе научат без никаков проблем. Како оди продажбата на книгата? Одлично. Супер, јас сум навистина сега дојдовме до делот. Книгата има во издавачката куќа Книготека Икона, ја има во Рамстор, има таму книжарница и ја има на ikona.mk. Тоа е денеска најдобар начин да се дојде оваа книга. Се влегува на интернет ikona.mk, се нарачува книгата за еден ден, ја имате книгата дома. Ние сме навистина пријатно, јас сум пријатно изненаден колку во Македонија има потреба и колку Македонија има желба родителите да ги научат своите дечиња да играат шах. Одлично оди продажбата, се надевам дека темпото ќе се зголема уште повеќе. Ти кажа која е цената? Да, цената е 699 денари. Добро. Мислам дека е реална цена за бидејќи самото производство на оваа книга е доста скапо. Па добро, ако имате преди дека 300-400 денари е романче дефинитивно укоричено не е. Тоа е квалитетна книга со квалитетна хартија, со квалитетен дизајнер, со квалитетни илустрации внатре, да. Така да сите тоа се има цена. Книгата е прекрасна. Има ли интерес кај рековте се зголемува бројот, меѓутоа како се, во која смисла се зголемува, дали нагло оди или постепено? Многу побрзо него што очекувавме. Јас ви кажав минатата година. Кај нас новини тешко се прифаќаат. Не сакаме да избегаме од некоја клише во кое што сме научени, меѓутоа ова е сепак нешто. Многу брзо согледа и моите колешки наставничките, родителите, многу брзо ја согледаа корисноста од шахот како алатка за севкупен развој на децата. Многу брзо. Прифатија наставничките, почнува да го во Скопје влегуваме скоро во сите училишта. Се малку проблем е во внатрешноста, затоа што во Скопје имаме голем број на мои колеги, мајстори, контакти, тука сме во секое време, ни се јавуваат нешто нејасни работи, ние веднаш излегуваме на терен, објаснуваме на нашите наставнички. Сега малку во внатрешноста, мислам дека ќе ни треба уште една година, но верувам дека следната година ќе влеземе во 300 училишта, може би и повеќе. И тогаш ќе го осетиме, ние сега зборувам како Шаховска федерација, вистинскиот ефект од тој проект, каде што на првенство на Македонија очекувам над 500 деца да учествуваат во својата возрастна категорија. Шаховската федерација беше ли информирана за оваа идеја пред или откако веќе почна да се реализира? Значи, Шаховската федерација е нејзина идејата. Значи, нормално како идејата е моја ли преку заедно со Шаховската федерација, со председателот Саша Богдановиќ, кој што исто така многу се заложи за да заживе таа идеја, преку неговите контакти со ЗЕЛ, со општините, со градоначалниците низ цела Македонија. Така многу лесно влеговме во училиштата, сите патишта некако ни се отворија на повеќе нивоа. И преку наставниците, и преку директорите, и преку родителите, и така да влегуваме во сите училишта. Може би ова пример како вие ги паметите малите олимписки игри. Да. Пред години. Нели кога се играше се и се што. Може би ова почеток на нивно враќање. Се зборуваме за шахот. Почеток на враќање. Да, зборуваме за шахот, и шахот нека биде почетник да направи да се врати тоа што беше порано. Дефинитивно. Како имате ли сега една идеја како еве ова почнате?
Да, веќе се Почнете во училиштата, утре веќе. Имаме Ѓорѓе Пулевски и Јахја имал така. меч, пријателски меч на второ одделенци, деца второ одделение. Дали тоа значи заживување на некоја лига, можеби училишна меѓу второделенци, петроделенци меѓу 8 и 18 години, како иде таа работа? Ние во Шаковска федерација си ги имаме нашите лиги помеѓу шаковските клубови. Да, тоа е Во сите клубови имаме шаковски школи и имаме лига до 8 години, до 10, до 12, до 14. Сега што е една од поентите на овој проект? Поентите е во зашто ни се овде сега потребни моите колеги, велемајсторите, интермајсторите, секој од моите колеги да си најде одредени училишта и да ги посетува редовно. До самите наставници, да ги изнајдеме талентите. Ова книга, значи проектот Шах во школите ќе ни ги покаже талентите. Тие таленти треба да ги упатиме кон шаковските клубови. Гамбит, Алкалуид, Куманово, Гостивар, значи во сите тие шаковски клубови има шаковски школи. Мојата шаковска школа Гамбит секој во моментот брои 100 деца од 8 до 18 години. Таму ќе ги создаваме ините шаковски велемајстори во шаковските клубови. Ме разбирате? Да. Ова да биде како една масовен шах, а тука дефинитивно треба се се го имате квантитетот ќе го барате квалитетот. Треба да го даде квалитет за клубовите. Да. Колку отприлика кога би како да ја прашам, кога би завршило сето тоа ставање на оние темели по школи и така натаму, очекувате за година, 2-3 да заврши сето тоа? Мислам да заврши во смисла да се воспостават тие тој систем на што го имаме замислено во федерација. Ја мислам дека веќе почнуваме, се шириме со добра брзина и мислам дека до година би требало да влеземе во 300 училишта. Во 300 училишта кои што ќе ги вклучиме, баш како што рекоте, во некоја детска олимпијада, прво по општина, на ниво на општина. Да. Прво место одиме на ниво на град, па одиме на цела република. Колку очекувате дечиња да бидат опфатени со ако успеете со тие 300? Вака, мината година реков има 150 дечиња. Да. Сега следната година во јуни очекувам 300 деца. 300 деца, мада се надевам подсвесно дека тоа може да биде уште повеќе, али мислам дека ќе го дуплираме бројот од претходната година. Се зборувам за првенството на Македонија до 8, 10, 12, 14, 16, 18 година. А да го развиеме тој масовен шах прему со училиштата, тука ќе не треба многу помош од градоначалниците, ќе не треба помош од општините. Тоа да го ставиме како еден вид обврска на општините, да организира шаховски надпревари помеѓу сите училишта во една општина и да кажеме Ѓорѓе Пулевски е најдобро училиште во Аеродром, во Карпош Владо Тасевски и така. И на крај дојдеме до ниво на Македонија да знаеме кој е најдобро училиште шаховско. Професоре, јас не можам да не ја прашам. Значи, ова како што го говорите до сега изгледува дека многу лесно. Било сето ова. Најдовте ли на отпори некаде? Не, воопшто не е лесно, но бара голем ангажман и голема посветеност. Значи, јас станувам и легнувам со ова идеја, значи целот мој ангажман уште многу одамна ми е и мојот сон е да влезе шахот во училиштето како изборен предмет и јас го живеам тој сон. Значи, тоа е моја мисија и јас мислам дека таа мисија многу брзо и ќе се оствари. И повторно не ми одговоривте. Најдовте ли на отпори? Некаде? Јас сум многу позитивен човек, значи многу позитивен човек. Јас отпорот не го сваќам како одбивање, него како предизвик. Поголем притисок. Не сум човек кој што прави притисок, него луѓето не веруваат дека постојат се уште луѓе ентузијасти кои што веруваат во некои идеали, дека да се борат за тие идеали, а јас сум баш таков човек и мислам дека ќе влеземе во сите училишта во Република Македонија. Колку шахот им помага на децата интелектуално да се развиваат? Шахот е една алатка, еден дел од книгата има зошто децата да играат шах. Сега да седнеме јас и вие до утре сабајле можам да ви објаснувам се што шахот може да придонесе за едно дете. Од развивна коефициент интелигенција, до меморија, до научниот начин на размислување, до креативноста, концентрација, најважниот дел. Голем број наставнички, и мои колеги и колешки имаат проблем со концентрација кај новите генерации. Новите генерации, како што доаѓаат нови генерации, концентрацијата е се помала, прагот на толеранција се помал и ние не можеме да го држиме часот. Едноставно,
благодарение на овој предмет во Јахја Кемал, концентрацијата кај дечињата се зголемува веднаш од кога ќе почнат да го изучуваат овој час. Значи доаѓаат на час, седнуваат, туп, си играме, мир, тишина, си размислуваме, се зголемува концентрацијата. Ние кој држиме настава, се зборувам за како наставник, 10 минути. Апропо овој мојот, кажете ми како изгледа, тој сега да ве прашам следно, како изгледа ваш час? Само да го доискажам е многу важно да сватат родителите за што се работи. Еден наставник, добар педагог со добра методологија, може 10 до 15 минути да ја држи концентрацијата на дечињата. Потоа мора да најде начин да ги релаксира, дали на некој начин да ги опушти, па после пак да ги да дојдете вие на првенство на Македонија до 8 годинки се зборуваме, тоа се дечиња од 6 до 8 годинки. Да немаш шанси да ги задржиш иначе. На првенство на Македонија во шах зборуваме. Да. Кои што тренираат редовно шах, имаат предмет шах и доаѓаат во клуб и тренираат шах. Саат до саат и пол. Седнете вака, размислуваат, 8 годишни дечиња запишуваат потези, мислат, 1 саат трае концентрацијата. Ако ние ова успееме да го направиме кај секое дете, не зборувам сега да стане шахист, не знам, тоа е најмала работа некој дете да стане шахист. Да ја зголеми само концентрацијата на 1 час јака концентрација. Ние сме завршиле голема работа околу неговиот научен напредок или неговиот развој. Тој ќе може да во иднина да стане тоа што ќе посака, ако може да држи концентрацијата во процесот на учење. Сега да се вратам на претходното прашање. Да. Многу луѓе ти кажат, лесно е да играш шах, да држиш предавање по шах, ти треба една табла, ти треба фигури, по 400-500 денари шаковска табла може да се купи, нели? Да. И сега пешако се движи вака, лове со така, конјот оди во геј, и така натаму и така натаму. Па лесно е тоа така. Ајде фудбал нека играмо, треба терен, му треба нели ваму и ред други работи или кошарка. Дали е тоа така? Напротив, за да бидете добар наставник по шах и добар тренер, бара голема страпливост. Значи, мора да бидете толку страпливи за да успеете да го задржите вниманието на вашиот ученик, мора да се спуштите многу ниско. Проблемот е со моите колеги шахисти, кои што вложуваат огромен напор во својата шаховска едукација и кои ќе дојдат како тренери, едноставно не можат да се спуштат на нивото кај што они кога биле како деца. Добро, тешко е во секој случај. Тешко е, дефинитивно е тешко, но постојат начини, постојат методи, а ако се сака, многу лесно се совладуваат тие методи како да ја задржите концентрацијата на децата за тој час. И како изгледа еден час? Доаѓаат колку дечиња доаѓаат? Сега ќе ви објаснам од каде и потигна целата ова моја идеја да го воведеме во школите. Заедно со Маријан Митков од 2005 година водиме шаховската школа на шаховскиот клуб Гамбита Секо. И тоа, верувате, беше сизисова работа. Почнуваме во јуни, 100 деца, како што одат месеците, почнуваме во септември, како што одат месеците до јуни, остануваат 2-3 дечиња. Секој септември повторно. 100 деца, го тркалаш каменот, останува 3 дечиња. Ајде однова секој месец. Се додека не влегов како наставник во Јахја Кемал, каде што самото училиште е нормално ново приватно училиште со све што е потребно да има едно училиште, значи опремено со смарт табла и со интернет, со убави шахови, со саати, со све. Пред 11 години кај нас на гости беше Александра Костенјук. Тој е бивша светска првенка во шах. Кој што исто така сака да работи со деца, исто така е голем ентузијаста шаховски и направи една убава програма Александра Тичиш Чес. Тоа е програма нешто слично како мојата книга, но во дигитална форма, изучување на шахот преку игра. Како што рековте вие, демонстрирана табла. Јас и Маријан со демонстрирана табла учевме 10 години, ги учевме децата како да играат шах. 10 минути не успеавме да ја здржиме концентрацијата, па шахот часот се претвараше во галама, со фигури, мавање, до тој стадион дојдовме. Сега, кога дојде Александра, кога ни го даде програмата Александра Тичиш Чес, каде што самата на смарт табла
Значи тоа се со тач работи, смарт таблата, ја пуштаме играта и има убав изглед самата игра и почнуваат изучување на правилата е кратко, 2 минути. Ловецот оди косо, конјот оди вака и потоа доаѓаат видео игри од типот топ треба да земе бомбончиња, а го брка диносауруси. И кога, значи, дечињата седат во училница, едно станува и со пршче оди со топот и го брка диносауруси. Таква еуфорија се ствара на самиот час. Леле, пази, знаеш, децава сакаат модерна технологија. Ние можеме да зборуваме колку е таа штетна, но они ја сакаат. Ама нивно време на технологија. Тоа си е така. Сега Александра успеа таа модерна технологија да ја приспособи, да ги привлече дечињата да ја сакаат играта шах. И кога почнавме на овој начин да го држиме часовите во Јахја Кемал, ви го кажав резултатот пред малков каков е. Колку прваци има од Јахја Кемал, колку дечиња играат шах на првенство на Македонија, благодарение на тој програм. Сега имаме за ловецот игри, за конјот, за топот и на тој начин талентите веднаш се откриваат и тие таленти ги носевме во шаховскиот клуб Гамбит и таму после си работевме класично како што се работи на секаде. Ако сакаш да станеш добар шахист, ти мораш да работиш и класичен начин. Имаме шаховски таленти? Огромен број на шаховски таленти. Сега имавме 150 деца на првенството на Македонија, 45 девојчиња, 90 и таму не знам колку машки. Имаме голем број на потенцијал, особено 8, 10 и 12 години. Тие се, например, Даниел Стефановски, Павел Крстевски, Никола Петровски, дечиња кои што на таа возраст се, според мене, големи шаховски таленти и ако продолжиме да работиме правилно со нив, очекувам многу брзо да ги стасаат Антон Златков, Емил Ризевски, Андреј Велјановски. Професоре, после колку часови, да кажеме, може да се открие дали некој дете е талент за шах или не? На почеток се сите исти. Сите исти. Точно, сите исти. Меѓутоа, да. Јас го откривам некаде за месец дена. Мене ми е потребно еден месец дена да бидам сигурен некој дете кој е талент. Но знаете ли што е осуштина талентот? Талентот е желбата за играње на шах. Ако има желба да ја учи, ако тоа го засака, тоа е талентот. И ако почне он дома да работи, тоа е талентот. Талентот не е нешто, не знам чудо. Кажете ми, јас често пати, вака со гости и така натаму, имам обичај да кажам, сите ми зборуваат, талентот е 10-20%, останатото е работа, јас викам 90% за мене е талентот, другото 10% е работа. Може би не се согласуваме сега тука. Да. Меѓутоа, ако некој има дарба од Бога даден да игра фудбал, многу лесно ќе кондиција ќе набие и ќе игра фудбал. Шакот исто, ако некој има интерес за шакот, многу лесно другото ќе го научи. Јас тоа би го рекол желба. Нека и желба, кажете го како сакате. Ако имам јас желба да играм шах, јас ќе играм шах и ќе научам и ќе станам најдобар. Тоа нека биде талент. Добро, талент, како желба не е важно. Тоа е јас дали како откривам дали некој дете ќе стане добар шахист е само према таа желба колку он сака и колку посветува внимание на таа работа, на шахот. Так. Имам дечиња кои што доаѓаат родителите, спие со шахот. Вика доаѓа вика дома, го зима шахот, си мрда фигурчињата, јас им давам, имаме ние работни тетрадки, им давам добашно, вика си ја зема тетрадката, си ја викам ова е талент, ова дете треба да се форсира. Ме разбирате? Да. Поентата е желбата од внатре да му посветиш повеќе временски период на таа работа што ја сакаш. Имаше порано, јас сеќавам во Идостова на политика или така не знам дали постои се уште више тоа списание. 8 кралици да се нападнат, да не се бијат која како оди, па и илјадници решенија се наоѓа. Ова задача ми ја поставив на Емил, на Андреј, на Антон, тоа да го направат на слепо, без да гледаат. Сите тројца успеа. Да? Значи, замислете си тај и кажува H6, F6 и ги наместија кралиците без да се нападнат на слепо, без да гледаат во таблите. Без да гледаш шаховска табла. После колку време може тоа да го направи? Тоа е веќе високо ниво. Тоа е интернационален мајстор. Мајстор, фиде мајстор, интернационален мајстор. А за колку време може да се стаса до таму?
Ако не се работи како овам детево што сакало со шахот, нели? Да, Емил Ристевски релативно касно почна да игра шах, во четврто-пето деление. Значи имал 10 на 12 години прв пат дојде на првенство на Македонија, до 18 години стана интермајстор. Значи за 5-6 години стана интермајстор. Кажете ми секој ќе возраста зборот. Гледам дека границата на почеток на бавење на деца, ајде не само со шах, него и воопшто со спорт, паѓа се подоле. Дали е тоа исправно или е премногу рано, можеби, на 6-7 години да почнеш ти се нешто да се бавиш, тоа е премногу рано за мене. Можеби. Кај шахот не е така. Например, јас научив шах да играм од 4 годишна возраст. Од 4 години ќе играм шах. Значи тоа било постоело и секојаш ќе постои рано почнување со тој шаховски талент. Сите мои пријатели шахисти, мајстори, интермајстори, мајстори, релативно многу рано почнуваат да играат таа игра. 4-5 годишна возраст. Така е сега што е карактеристично кај младите. Заради брзината на ширење на информацијата, заради интернет, заради компјутерите, јачината на самите шаховски компјутери. Во мое време, за да дојдевме ние до интермајсторско ниво, например, ја интермајстор станав на 24 години. Некои од моите колеги стана до 21-20, али многу ретко може да се случи некој да стане јак шахист многу рано. Тоа беа исклучуци, но се зборам пред 30 години. Затоа што немавме доволно турнири, немавме доволно информации, немавме доволно книги, немавме тренери. Сега, благодарение на интернет, благодарение на компјутерите, возраста на станување на јаки шахисти паѓа. Сега имаме Карлсен 13 години, Кирјакин 12 години 5 месеци. Значи, и сега за прв пат имаме детенце од Аргентина, Оро му е презимето, 2300 рейтинг на 9 годишна возраст. Значи станува фиде мајстор на 9 годишна возраст. Тоа е до сега најниската возраст на некој титулиран играч. До каде ќе иде таа граница? Не знам. Сега ме подсетивте, во моето училиште Јахја Кемал, јас држам настава од 1 до 6, од септември држам во Градинка. Да, почнав со дечиња со Градинка, навистина многу интересни резултати, имаат 5 годинки. Само ако ја направиме шахот да се учи по пат на игра, дали тоа ќе биде преку смарт табли, дали ќе биде на овој начин преку оваа книга, многу брзо ќе имаме резултати и ние во Македонија на шаховско ниво. Ако вие успеете да говорите шахот секаде низ цела Македонија, почнувајќи од Градинки преку Пологрени, втори и така натаму, веќе бидете министер за образование. Не сакам да бидам министер за образование. Бидејќи на овој начин и ќе подигнете и културата кај децата. Колку врска има културата, образованието со овој спорт? Огромно. Значи шахот кај децава го развива, мислам, и комуникативните, така е, све, и логиката, и имагинацијата, значи користен е буквално, не знам дали знаете, во сите области имаме шахисти. Доктори, докторската фела, уметници, глумци, математичари, физичари, веќе не зборуваме, тоа е како добар ден, значи шахот има за анимација, знам математичари кои што пред спиење играат 3-4 партии шах и си одат да се заспиат. Така го релаксираат мозокот. Ако успееме дечињата да ги научиме да играат шах, ќе имаме резултати на сите полиња, не само во шахот. И на никога, ако играш шах, ќе ја води битката тука, а никога нема да му текне на улица да се тепа. Уште многу, сега ме подсетивте, многу важна работа. Светска статистика. Дојде до мене некој податок, најмал број на криминал во сите професии во светот имаме ги шахистите. Односно, нема криминал луѓето што се занимаваат со шахисти. Зашто шаховскиот мозок следи, значи ние следиме одредени правила и се надпреваруваме во тие правила. И ние не ги кршиме тие правила и криминалниот ум не се развива кај шахистите. Читав, не знам колку е точно, значи многу оддавна, па сега ми се враќаат сеќавањата на тоа, дека во поранешниот Советски сојуз, шахот бил предмет во училиште.
Изборен или редовен? Мислам, Редовен предмет. Не, таму оде малку во друга крајност, значи почнува во училиштата, но брзо ги регрутираат талентите и ги носеа во шаховски замоци. Значи уште многу мала возраст, така правеа и со другите спортови, така мислам дека и во гимнастиката во Романија се правеше, во Кина мислам дека истото тоа се практикува и ден денеска, пливачи, било кој спорт, од мала возраст ги двојат, ги стават во посебни училишта и стануваат на не знам колку години стануваат светски Затоа прваци. русите имаат некој велемајстор. Така работе и русите со шахот. Така. Добро, значи реков ти утре може да очекуваме првиот надпревар. Кога можеме да очекуваме еден турнир, еден голем турнир меѓу училишта? Рековте општини, да, до општините нека се организираат, меѓутоа вие ќе се напатите ли за организација на еден таков? Шаховската федерација секогаш ќе биде отворена и ќе ги помага тие на треба. Меѓу училишта зборам да, меѓу училишта, па таму мора да почнеме меѓу училишта за тие деца да одат после во клубовите. Мора да ги откриеме на тие шаховски надпревари, како да кажам, на пониско ниво, на училишта, треба да направиме во секоја општина да имаме шаховска лига помеѓу училиштата. И тоа да имаме до 8, 10, 12, 14, 16, 18 години. На секој 2 години, како што се првенствата, светските првенства на младинци, во секоја категорија. Сега да ја прашам уште нешто што можеби нема многу врска со ова, меѓутоа ме посетивте, ако вие како ентузијасти, рековте, успевате да воведете час по изборен предмет, нали, шахот како изборен предмет. Се сеќавате порано во секој училиште имаше фотосекција, секциите, како не е јасно. И така натаму секциите. Математичка Зошто историја. сега не се ги нема тие? Што е проблемот? Многу професори треба како ентузијасти да работат или државата нема стратегија за развитие? Што мислам што е проблемот? Денеска наставникот е преоптоварен со непотребни работи. Преоптоварен е со папирологии, со некои активности кои што немаат врска со децава. Мислам дека наставникот е оддалечен од децава, ја нема јас се сеќам на мојата наставничка колкава блискост, колкава ние љубов гаевме према тие наставници, сега тоа се повеќе се оддалечува од децата. Наставникот мора да пишува дневници. Да се претвори административен работник. Административен работник. Верувате ми, толку администрација наставникот нема веќе ни желба, ни волја да им се посвети на дечињата, зашто нема едноставно ни време, не може тоа да го постигне. А во разговори со ваши колеги имаш гледа кени за такво нешто, за секции, кога не би било оваа административна работа? Па имаме толку добри наставнички, например сега зборам во моето училиште, кои што толку многу се сакаат и работата, но баш заради овие проблеми едноставно не можат да дојдат до дечињата, да се посветат на самите дечиња. Ја мислам дека тука треба нешто се менува. Тука е главниот проблем зашто немаме секции, зашто немаме како тоа што беше во минатото. Добро, тоа да го ставиме за Министерство за образование. Да. Нека размислува како треба понатаму. Јас друго сакам да ја прашам како е шахот во Македонија на клубски план. Деца, па вака, гамбите секој како се. Вака сега ќе кажам. Пред 5 години на првенствата на Македонија имавме 40-50 деца во сите категории. Пред 5 години. Зборувам сега пред пандемијата. Пандемијата е посебна приказна. 2019 година имавме 50 на дечиња на првенство на Македонија. Имавме една шаховска лига од 8 клуба. И имавме 2-3 екипи кои што играа квалификации за таа екипа. Например, тие што ќе испаднат играат квалификации, кои ќе 4 екипи се, 2 влегуваат у прва лига. Добро. Тоа беше целиот шаховски живот во Македонија. Салите за играње ни беа полупразни, имавме дали 1 или 2 турнира, се зборам Open Skopje, дали ќе се направи, дали нема се направи. Првенство на Македонија за сениори ни беа 50, максимум 60 учесника. За сега со ова шах во школите, во Шаховската федерација, се активираа сите клубови што постоја во минатото. Во овој момент во Шаховска федерација имаме 31 активен шаховски клуб. Имаме прва лига од 8 екипи, имаме втора лига од 8 екипи и имаме 15 екипи за квалификација во втора лига.
Може да се зголеми тој број во прва лига, втора лига? Сега тоа се прави. Сега тоа мислам, не знам, не сум јас во тој дел, али мислам дека ќе се зголемува и прва лига и втора лига, затоа што веќе имаме заспани шахичи се врати од минатото, голем број мои колеги што притискаат. Доаѓаат огромен број на дечиња, значи полнени се шаховските клубови со деца кои што сакаат да учат шах. Ја мислам дека сме во ренесанса на македонскиот шах, овој период сега што доаѓа. Вие играте шах од 4 години, претпоставам сите што се на ваше ниво играат кој порано, кој подоцна? Сигурно, така е. Кога еднаш ви влезе во крта шахот, може ли да го оставите никогаш? Не, никогаш. Значи, шахот за мене представува стил на живот, представува начин на живот и едноставно сега представува и моја мисија во мојот живот. Се сеќавате, јас често пати кога поминувам пред паркот, таму ќе видам пензионери се на шах. Одма доаѓам, веднаш застанувам, ги гледам, ништо не... четворица, 4-5 табли наместени една на друга, па се играат, големиот број на сиграџи, сите. Точно некоја страна побува се гледа него на таму. Да, дефинитивно страна подобро се гледа него таму. Тоа е точен факт, него кога да помина покрај жена парк во некој, обавезно застанувам, гледам и не коментирам ништо, си продолжувам понатаму и сега сакам ова гледка да ја заменам со дечиња како играат шах. Так. Да со поголем број деца да почнат да играат ова игра. Интересно е што шахот кога значи зборуваме за овој шах, ај улично да го кажеме, нели? Да. Шах во парк. Ние викавме кафански шах во наше време. Кафански? Да, така го викавме. Многу интересно е што привлекува луѓе, ја зголемува дружбата меѓу луѓе ако ништо друго. И знаете па како 20 играт, уште 15 души знаат поубаво. Така е. Па настанува гужва зашто не играше вака. Кажете ми, често пати јас сум гледал анализа на партии кај покојниот исторически, кај Светозар Григорички држаше и така натаму. Некој наизглед ајде кажам лесен, очигледен потек не може се види. Очигледен потек ли е или има скриено нешто? Па сепак е тоа на повисок ниво, нели? Меѓутоа, да, многу често, знае ли превид да се направи така на лесен потек да го пробаш? Тоа се има случајно и на најголемите мајстори, најголемите велемајстори. И Каспаров такви преведи правил, и Карпов, и Карлсен такви преведи правил. Нормално сите луѓе, значи во даден момент на пат на концентрација, во даден момент на не знам, некој надворешно влијание, се прават и такви преведи кои што се несвојствени за јаките играчи, но се случуваат и тоа е сосема нормално. Сега ме подсетивте, ако може малку да позборуваме за компјутерскиот шах во последно време со вештачка интелигенција, едноставно се смета дека шахот ќе биде дојде до крајот, односно дека компјутерите ќе успеат да ги предвидат сите возможни варијанти на сите возможни потези и ќе дојдат до тој финален број кој што е многу голем. Ние сите знаеме дека е многу голем, но дека ќе се дојде тој број и едноставно играта ќе се открие целосно. Може би да биде можно, но сега ме испровоциравте, гледав пред известно време партија на вештачка интелигенција. Помеѓу два компјутера, помеѓу две вештачки интелигенции. Кога гледав партијата, ја гледам, подосадно нешто, не може да се замислите. Кога да почнеме сега фудбал, бековите си додаваат, 100 пати одат на централ, 100 пати, па 100, па после врати, ама се враќаат назад и после пак натаму, пак подосадно нешто не може да замислите. Шахот е игра на грешка. Значи убавината на шахот доаѓа кога некој ќе направи грешка, а луѓето правиме грешки. Ме разбирате што да кажам? Сега споменавте нешто добро ве слушав, рековте ќе биде откриена играта до крај. Можно ли е да биде? Има ли крај шахот? Има. Тоа е голем број, тоа е огромен број, не знам со колку нули, може би и ќе дојде до тој број компјутерите, односно секоја варијанта да ја пресмета до самиот крај, ама да ги оставиме на страна компјутерите, да си играме ние луѓето шах. Таа игра е за луѓето, не е за компјутерите. Јас искрено може би вели дига има шах од крај
За мене е тоа несватливо, добро, јас сум сепак лаик. Да. За мене е тоа несватливо, секојаш ќе се најде нешто. Што е тоа што компјутерите може да го пресметраат, а што ако не и мислиш по нивно? Мислам, дефинитивно ми е несватливо. Многу работи со таа вештачка интелигенција не се и на мене сватливи, не можам да разберам некои работи, но работите одат натаму, одат се движат кон некои работи кои што ние луѓето не можеме да ги според мене разбереме. Да, меѓутоа тоа ја губи драшта, Да. во што ќе ни се претвори животот. Да, дефинитивно се согласувам со вас и затоа велам да ги компјутерите треба да ги користиме како одлични тренери. Значи компјутерот денеска не може да се замисли шахист да нема компјутер и да нема добар енџин и да нема како за припрема, за подготовка за партијата. Кое отварања, кое позиции да ги пресмета, да си ги стави во својата меморија и да дојде на партија да се игра партијата. Кажете ми, што запишувате кога играте шах? Потезите се запишуваат. Секој потек? Секој потек и на белиот и на За да црниот. може анализа да се направи после? Тоа е доказ дека сте одиграле партијата и после се подпишувате. Така. Да, значи се запишуваат потезите бели и црни и потоа на крај тоа што се служи за анализа, да, но тоа е доказот дека ти си го победил противникот и он се подпишува, тоа оди во ФИДЕ и така си победил партијата. Така е. Тоа е на правна основа, знаете, за легализација, да се знае дека си победил. Тоа е за авторски права. Така. Добро, колку активни шахисти има во Македонија во овој момент? Имате ли тој податок? Значи се зголема бројот. По едно време имаше доста малку активни шахисти затоа што имавме малку лоша состојба и во федерација и во државата, имаше малку шаховски активности. Сега бројот се зголемува. Според мене неколку 100 до 150 шахисти има активни, но што е во шахот? Во шахот ако да кажем 3 месеца не одиграте шаховска партија, ве стават инактив. Значи инактив, но тоа не ве бришат од рейтинг листа. Кога ќе се вратите на првиот турнир, се активирате. Ме сваќате. Значи, според мене 150 до 200 има активни шахисти. Колку очекувате за година две да биде? 1000. Да. Да, очекувам 1000. Што повеќе дечиња почнат да играат шах, ќе се зголемуваат турнирите, ќе се зголемуваат играчите и да дојдеме до 1000. Тоа е со астрономски речник кажано светлосна брзина. Па се надевам дека ќе имаме повеќе дечиња да се вклучат. Кажете ми, кај нас можеби во светов имате податок дали од шахот може да се живее? Дефинитивно. Во минатото шахот беше сврстан во спортови кои што не беа платени финансиски, не се цена. Во овој момент шахот е една од можеби подобрите платени спортови во светот. Податок за поради што децата би требало да... Точно така. Магнус Карлсен, кога се бори за меч светски првак, значи наградата е 2,5 милиона евра. Кога стануваше Карпов Каспаров, 200.000 евра беше наградата за прво место. Тоа само 85. Да, зборувам, сега се 2,5 милиона. Магнус Карлсен се покажа голем, добар магнат за финансиски средства. Тоа е, според мене, тоа е моје лично мислење, тоа е најдобар шахист на сите времења. Значи, тоа е моје лично мислење, не мора да го делат другите со мене. Неговите ангажмани, особено преку интернет, Chess24 сајтот што го откупи, тие за време на пандемијата организираше огромен број онлайн турнири кои што на голем број шахисти кои што не бевме во можност да играме шах заради пандемијата, он милиони евра ги како да кажам ги сподели со огромен број на шахисти преку тие интернет турнири, така да според мене јас многу го ценам и како шахист, но и како целокупна личност. Така, значи... И има се повеќе пари доаѓаат во шахот. Се поголем број на турнири и се подобро платени турнири. А особено многу интересно бидејќи се појават голем број на дечиња, искусни велемајстори, интермајстори, можат одлично да заработат како шаховски тренери. Значи во овој момент, има недостаток на искусни шаховски тренери. А кажете ми како е тоа во клубот Шкинарија, се плаќа, не се плаќа да... Сега главната шаховска работа може да биде преку интернет онлайн. Си отварате сајт, Данчевски орц интермајстор, шаховска школа, си се рекламирате во голем број на шаховски сајтови и
може да дојдете веднаш до голем број на часови, кои што се многу добро платени, а иначе во Македонија, да, сега може да зборам за мојот клуб Гамбита Секот, за мојот клуб Гамбита Секот, значи ние си имаме редовни часови, понеделник и среда, значи во 3 групи, почетници, напредни и клубски играчи, каде што јас, Маријан Митков, имаме и помошници Никола Николовски, мојот најдобар ученик, интермаестор, Димковски Стојанчо и Николовски Давид, се мои помошници и тренери, кои што сите заедно работиме со тие 100 деца и го пренесуваме нашето шаховско знаење, односно спрема однапред определена шаховска програма по која што работи нашиот клуб. Се плаќа чланарина 1200 денари месечно, со тоа што секој дете си го добива тетратката, односно степен 1, кој што треба тоа да се заврши. И како работиме сега? Работиме, некои дечиња побрзо напредуваат, некои дечиња поспоро напредуваат. Некои тоа им е забава, на други малку посериозно. И сега, кога ќе заврши првиот степен, оди во вториот степен. Значи, во секоја група ние си имаме степени. Ме сваќате? Да. Има, например, се сеќам за Емил кога почна, прв, втор, трет, четврт, за една година дојде во највисокиот степен, затоа што он беше доста, оно е уште многу работоспособно детенце, значи работи по 10 сата. И желба или дарба? Желба, ама и двете работи. Мора да имаш желба, но мора да имаш и работа. Професоре, немаме више време. Кажете ми дали остана нешто што сакавте да кажете, не ме прашав. Следната емисија ќе се видиме повторно, ќе ви кажам ако ми текне. Мислам дека беше ужива во вашата емисија. Во секој случај ќе бидете добродојдени, ќе бидеме во контакт и по известно време повторно ќе видите гост. Благодарам што бевте. Благодарам и на вас. Благодарам многу. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата Арена се гледа на последен ден. Помина сад време.